Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерашно во наше јавување, почитувани слушатели, е директно преку етерот на радиостаницата CMR, која емисија ќе ја посветиме на македонскиот солист и поп звезда Тоше Проевски, а доколку ни дозволи вечерашниот наш термин, ќе дадеме блиц вести и мој коментар на неделава. Инаку на 26 октомври е празникот Света Злата Меглинска, а на 27 октомври Петков ден. Нека е напомош, а идната недела ќе дадеме прилог за овие празници. Но најпрво со рекламниот блок. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон.
позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на оваа фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Управата на Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со председателот Крис Клашов и ве поканува на есенскиот традиционален гала банкет во салата на истоимената црква од 7 часот навечер на 11 ноември, каде нагостено и богато јадење таа вечер ќе помогне и оркестрот Децата од Буф. За да пак радосни, весели ја поминете вечерта. Влезните карти се $75, а за подетелни информации јавете се до црковниот телефон 905-975-5395. 905-975-5395. Ноември 4 Леринско Оро со оркестрот Децата од Буф. Ова би рекла е единственото друштво Леринско кое регуларно традиционално ги одбележува македонските настани секоја година со игранка, банкет и пикник. На 4 ноември управата на Леринското друштво со председателот Грег Цанев ве поканува на Леринското Оро, каде заедно со вашите роднини, пријатели, соселани, ќе се развеселите со орото и песната македонска и звуците на оркестрот Децата од Буф, а посебно со младата Ашли Клашов. Ќе се сервира кафе и благи работи. А оваа година управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос организира дочек на новата 2024 година во големата сала на истоимената црква. За добро расположение ќе се погрижи познатиот солист на македонската народна песна Елена Јовчевска од Македонија со оркестрот Балкан Entertainment. Богатата гозба со 7 корса, мил премиум и опен бар или 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучено во цената, која е само $120. За резервации и билети јавете се до црковниот телефон 416-421-7451. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809.
Но тука е и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизин и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Како што реков на самиот почеток, вечерашнава наша емисија ќе посветиме на нашиот великан, македонскиот поп звезда, крушевчанецот Тоше Проески. 16 години измина од кобната смрт на македонскиот амбасадор на поп музиката Тодор Тоше Проески, кој во неговата цветна младост на 26 години згасна неговиот живот. Душа быстро
Градот Крушево се здоби со нов жител на 26. јануари 1981 година, кога брачниот пар Никола и Доминика Проески покрај нивната ќерка Дора го добија нивниот син Тоше, кој беше роден во градот Прилеп. Уште од мало дете беше пргаво, со големи емоции, верен другар, но и знаеше да биде и тврдоглав. Но во него зрачеше харизмата, голем позитивец, верник на својата православна вера. Како дете со влашки корени, тој одлично го зборуваше влашкиот јазик, исто како и македонскиот, а со голема љубов беше кон Македонија. Во фамилијата во која секогаш речеше македонската и влашката песна, Тоше Проевски голема желба имаше кон музиката, тој пројави уште од мали нозе. Во родниот град Крушево заврши основно школа и осмолетка, а потоа отиде во Битола во музичкото училиште, за да пак на крај се запише и студира на Музичката академија во Скопје. Тоше Проевски, првиот чекор на музичкиот план го прави на детскиот фестивал Златно Славејче во Скопје во 1992 година, представувајќи се со песничката Јас и мојот дедо, а испеана на влашки јазик на неговата 11 годишна возраст. Својата музичка кариера Проевски ја започнува со фестивалот Мелфест во Прилеп во 1997 година како средношколец од 15-16 години возраст, каде победува со изведбата на мелодијата Yesterday од групата Битлси, за да пак истата година учествува и на фестивалот Маквест во Штип. Неговите хитови што ги компонираше еден од непознатите македонски композитори и текстописци, охриѓанецот Григор Копро, како што се Усни на усни, Сонце во твоите руси коси и многу други, за да 1999 година го издава првиот албум, но исто така истата година го одржува и првиот концерт, што иако покрај дождот и лошото време, тој концерт со масовната публика остана незаборавен. Во 2000 година после учеството на Скопје Фест, Тоше Проевски издава и втор албум кој му даде голем број хитови како што се Немир во дует со Каролина Гочева, исто така дует во Коси да ти спијам, Тајно моја, со која настапи на фестивалот во Црна Гора во Херцег-Нови. Овој албум, откупен од српската продуцентска куќа БК Саунд, му го донесе, би рекла, Оскарот на популарноста, но на просторот на поранешните југословенски републики, одржувајќи многобројни концерти во 2000 година во Белград и Скопје, а 2001 година со група на македонски пеачи ја отпочнува својата турнеја низ Австралија. 2003 година на Беовизија, фестивалот во Белград, со мелодијата Чија си го добива победничкото место, а 2004 година на Евровизија во Истанбул, 14-то место, незадоволен од комисијата, односно политиката на грчкиот жири и бугарскиот, од својот пласман, но и од самиот евровизиски концепт, кој место врвни пеачи да барат, кои се квалитетни, таму тие ги наградуваа оние кои, како да беа на циркус, повеќе ги интересираше вештините на пеачот на таа комисија со акробации и жонглирање, а не вокалот.
светат како солза, сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Учествуваше и на хрватски фестивали, црногорски, но во преголем број беа концертите што ги одржуваше не само во поранешните републики на Југославија, туку и во Руманија, Грција, Бугарија и во другите европски и прекуокеански држави, како што беше и Канада пред наша публика, но и пред странската публика, каде секогаш спомнуваше, се представуваше македонец и дека доаѓа од Македонија. Пред 20.000-ната публика пак во Белград или на стадионот во Скопје или пак во Загреб, Лјубљана, Сараево и другите балкански градови, покрај своите композиции не можеше а да не се представи со по некоја староградска македонска песна како Јовано Јованке, Море сокол пие, Зајди зајди, Мајка на Марика думаше и многу други, настапувајќи и во Италија во дует со познатата солисткиња на забавната музика Џана Нанини, а Тоше исто така и настапуваше или покануваше да бидат негови гости на концертот многу врвни пејачи, а знаеше да ја земе и својата гитара за да засвири или пак на клавир, каде секаде од страна на публиката беше еуфорија, со извици, со сканирање, овации. Тоше, беше враќан, а да запее повторно, тој завршуваше со својата програма на тие концерти во знак на благодарност према публиката, без разлика во која држава пееше, завршуваше со песна македонска, староградска, но секогаш мораше да спомне, цитирам, сум и вечно ќе сум македонец и никогаш нема да ја напуштам мојата Македонија. Но успехот е залепено зло, зашто човековата природа е таква. Се надевам на поддршка од сите за да се справам со злобните луѓе, зашто не можам да го направам тоа сам, велеше Тоше Проески.
na Marika Tumaše, Marike, Kerko Marike. Zemigo, Kerko Đorđija, Đorđija prvi Bekrija. Zemigo, Kerko Đorđija, Đorđija prvi Bekrija. Posluša Marika, majka si, Zedego Đorđi Bekrija. Đorđina Marika Tumaše, Marike, libe Marike. Đorđina Marika Tumaše, Marike, libe Marike. Se krčma otvara, mene me kanat da idam. Sefte to da im napravam, firmata da im napišam. Sefte to da im napravam, firmata da im napišam. Eve go Đorđi svirea, devet muzurli svirea, devet kapaničuka. Devet muzurli svirea, devet kapaničuka. Devet tapaničuka, devet muzurli svirea, devet tapaničuka. Тоше Проевски не беше само мега поп звезда, кој беше и наречен исто така и балкански Елвис Присли. Тој покрај многуте јазици, покрај македонскиот, влашкиот, српско-хрватскиот, одлично и течно зборуваше на италијански, грчки, англиски, па дури и руски, француски и шпански. Беше голем хуманитарец, помагаше секаде каде што можеше во Македонија и во другите поранешни југословенски републики, но и во хуманитарните организации како што е УСАИД и УНИЦЕФ, откаде има добиено безброј признанија за неговата хуманост, а исто така на неговиот хуманитарен концерт на стадионот во Скопје на 5 октомври 2007 година ја прима последната награда во својот живот, статуата на мајка Тереза, која мајка Тереза ја чувствуваше како водилка во хуманоста, а со амајлијата од мајка Тереза секогаш беше, ја носеше на сите негови настапи. Многу веруваше во Господа и во светците наши православни, голем верник, но исто така беше и многу суеверен. Тој со парите од своите соло концерти го изгради дури и манастирот на Крушево, во Крушево Свети Преображдение, каде и таму но и како член на организацијата Скопјанката Мајка Тереза, а јас би рекла Влаинката македонка Мајка Тереза, Проевски во незината спомен соба во Скопје и родниот град на Гонџа Бојаджију или Мајка Тереза, кој и како светилиште во честите молитви пред незиниот портрет го пронаоѓаше мирот во душата и инспирација и енергија во неговата работа.
Додека на 5 октомври 2007 година го одржа последниот негов концерт на стадионот во Скопје, обраќајќи се до масовната публика да ги запалат светилките на нивните телефони како да се наоѓаат пред звезденото небо, дента пред несреќата прави интервју исто така и со актерката и водител на емисијата на Канал 5 Весна Петрушевска, каде таму запева и со Наум Петрески. Но најпрво да ја чуеме арија заедно со италијанката Джана. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei, e le racconterò per volare paradisi che non ho. E non è facile restare senza più fate da rapire. Non è facile giocare se tu manchi. Aria come dolce nell'aria, scivolare via dalla vita mia. Aria, respirami il silenzio, non mi dire addio, ma solleva il mondo. На 16 октомври 2007 година на автопатот Загреб-Липовац, кај местото Нова Градишка во Република Хрватска, одлета за секогаш ангелот Божи далеку, далеку во небесниот свод, со неговата душа 26-годишниот крушевчанец Тоше Проески. Се шират разни верзии. Тоа било несреќа или многу брзо возење од страна на возачот Георгиевски и камионџијата со италијанска регистрација кој наводно бил србин. Хрватската полиција место да го задржи камионџијата, таа го пуштила да продолжи да оди за Италија со камионот. Се даде некое си име на возачот и наводно по една година Божем се јавил камионџијата кој не сакал да дојде на суд. Што тука навистина има нешто чудно, зашто према моје размислување на таква несреќа полицијата е должна да ги земе сите информации од возачот, а исто така и возачот е должен, односно камионџијата, да биде присутен на судењето. Што значи овде нешто се крие. Исто така, кога македонската влада го бараше джипот на Тоше, а кој джип се зборуваше дека Тоше Проески го добил како поклон од самата германска компанија, Хрватското министерство наводно на нашето министерство му кажа дека е на вештачење возилото, а за неколку дена ќе биде донесено во Македонија. Но не само што поминаја и неколкуте дена, туку помина и месец, па и 6 недели, а мислам на третиот месец од несреќата на Тоше Проески возилото во Македонија го донесоа. Што значи овде не може да се каже дека е несакана несреќа. Можна е конспирација или да речам некоја завера, нешто што не е легално од некоја си организација во кој повеќе верувам, или едноставно да речам дека погубата на овој наш млад македонски славеј Тоше Проески остана мистерија. Тоше беше еден од единствен со Божја душа и срце, дарител, хуман, кој самиот, како што велеше, наследил од неговите родители. Помагаше со приходот од неговите концерти на болни луѓе, на фамилии кои им се случила некоја катастрофа, давајќи огромна сума на пари. Многу го сакаше секој еден, без разлика на вера и нација, но и сакаше да биде сакан, зашто тој не знаеше да мрази, да му завидува некому. Сметаше дека секој е со својата среќа. Заљубен и голем фанатик за неговиот роден град Крушево, каде кога ќе беше слободен одише кај своите родители и сестра во Крушево, а исто така и да ги види неговите другари, дружејќи се и занимавајќи се во спортот кој многу го сакаше.
Но исто голема желба му беше да има многу деца кога ќе се ожени, што за жал остана неисполнета. Имаше и многу, давајќи, а да не го зборуваме колку многу го посакува него девојките. Многу девојки имаше. Меѓутоа, иако се зборуваше или можеби повеќе си даваше кредит ракометарката Андријана Будимир за самата себе наводно да тоше за него била, односно таа за него била неголемата љубов, чисто се сомневам, зашто скромноста пак на манекенката Благица од Неготино, која исто така долги години беше со Тоше и во ниту еден медиум не се експонираше како Адријана, која исто и менаџерката Лила Петровиќ го кажуваше истото. А Лила Петровиќ, менаџерка на Тоше Проески, навистина му помогна да постане мега звезда на Балканот и пошироко. Смртта на Тоше Проески го потресе не само македонскиот народ, туку речиси сите негови фанови од целиот Балкан, па и светот. Целата нација на Република Македонија во 11 часот пред полноќ со хеликоптерот на армијата на Република Македонија на тој кобен 16 октомври 2007 година на Скопскиот аеродром го пречека со солзи во родната Македонија, а настанот за неговата смрт беше пренесуван од сите национални телевизии, па дури и англиската BBC, како и други најголеми светски новински агенции, нарекувајќи го најголемата балканска звезда, па и како што реков претходно, неговата слава на Балканот беше поистоветувана со она на Елвис Пресли во Соединетите Американски држави. На плоштадот масовно се палеа свеќи од граѓаните со солзи облеани, а утредента одржана комеморација пред споменикот Македониум во Крушево, каде присуствува владини делегати како Бранко Црвенковски и Никола Груевски, потоа поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, речиси сите членови на владата, исто така политички партии од Македонија и регионот на поранешна Југославија, хуманитарни организации на кои Тоше Проески им помагаше, а во таа голема река на луѓе беа и многу глумци, негови колеги, пеачи, македонски, хрватски, црногорски, српски, амбасадорката на Соединетите Американски држави Джилија Миловановиќ, евроамбасадорот Ерван Фуере, градоначалници на Република Македонија и многу други обожаватели на овој наш македонски слави, кој беше почитуван од сите. Но исто така со сите почести амбасадорот на Македонија би го нарекла поп звездата, Тоше Проески беше испратен во неговиот вечен дом. Менаџерката Лилјана Петровиќ дури се онесвести со загубата на Тоше, а познатата пак српска и балканска мега звезда на фолк музиката Светлана Ражњатевиќ Цеца, како и Желко Јоксимовиќ, ги откажа нивните концерти иако беа на турнеја низ Германија и дојдоа да му оддадат последна почит на овој наш македонски великан Тоше Проески. И како што доликува на такви настани, Цеца, без никаква шминка на очите и лицата, со солзи во очите се поклона пред неговиот ковчег, иако многу од наши пеачи, артисти беа нашминкани. По неговата смрт, Тоше Проески доби многу признанија за придонес од Агенцијата за млади и спорт, беше и награден како личност на годината во Македонија и во Хрватска. Се направија спотови со снимки од Тоше во Лондон и Јамајка. За овој врвен солист, Тоше Проески, кој беше и композитор и текстописец, се отпечати и поштенска марка со неговиот лик. Се направи концерт на 5 октомври 2008 година во негова чест, каде настапија голем број музички звезди, меѓу кои Калиопи, Гоца Тржан, Тони Цетински, групата Синтезис и многу други, а скулпторот пак која направи бронзаната статуа на Тоше и му ја подари на неговите родители, изјави дека додека го работел ликот на Тоше, почувствувал дека на вистина Тоше има ангелски лик, каде самиот тој скулптор Митко Тошев вели дека можел да влезе внатре во неговата душа и да открие дел од неговата чиста душа.
Исто така се направи документарен филм, па и многу изложби на фотографии ни сите градови на Македонија, Србија, Хрватска, па дури и Индија, Ватикан и Велика Британија. За Тоше Проески малку ќе бидат цели фермани за да се пишува. Тој наш македонски идол, нашата икона, кој секогаш од неговата душа и срце повикуваше на мир, хуманост, на добрина, на човеколюбие. Тоше, кој преку својот ангелски глас, со својата песна ја прослави Македонија речиси низ целиот свет, а најмногу, без разлика во која држава престојуваше, со цело срце гласно пред сите кажуваше: колку е горд што е македонец, што е исто таков и ќе остане македонец за секогаш, и колку многу си ја сака својата татковина Македонија. Неговата прерана смрт, што злобната судбина го одзеде од сите нас, а поготово од неговите најблиски, иако посакуваше да има поголема фамилија кога ќе се ожени, тој навистина не направи пород. Како што рече еден, негова фамилија се песните, што ги отпеа, но и фамилија му е цела Македонија. Тој наш слави македонски, во кој немаше граници, со ангелска душа, Божји син, гулабот на мирот, отиде без повраток, отиде во хорот на Божјите ангели. Тоше Проески со неговите песни, со неговата хуманост, неговото име ќе биде секогаш во нашите души и од генерација на генерација ќе се зборува, ќе се пренесува неговото име и дело. И додека председателот на Република Македонија Киро Глигоров во неговото мото му беше Македонија е се, Тоше Проески пак со насмевка на лицето и бакнеш велеше: ве сакам сите.
spätna ljubov ta, bez stari dolgovi i ti jeseništa. Očekor što me deneja, da možem bar da te pregrnam, da ne se sećavam na studoj jesenski unije patila, što tok mu nas ne sledeja. A moj život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neispišani. A moj život je večno padjanje, sve da se sobe poraske ostane, naviki stari vomen. Da možem bar da te razbudam, sam kafe u Trinsko, bo krevet zajedno, pa da te baknuvam, lago nema odavda. Da možem bar da se zaljubam, ko mala selanka, narosna ledina, nebesno visoka, na domu da ne dogledujem. A moj život igri bez granici, umorna prikazna,
Инаку да спомнам дека во денешните вести беше препирање помеѓу партиите на СДСМ и ВМРО ДПМН кога ќе бидат изборите, а исто така и Европската унија не дава никако зелено светло до 30 година за да биде апликација да даде во Европската унија. Но ние затоа пак ќе дадеме овој пат историски коментар на неделата. Сите историски факти покажуваат и докажуваат дека македонците се најстариот народ во Европа, а можеби и во цел свет, кои на светот им дадоа цивилизација, им дадоа култура, наука, писменост и така натаму, иако место македонското писмо германците во втората половина од 19 век, тогаш кога правеа нови држави за да ја ослабнат силата на македонците или поточно плашејќи се да не се појави и трета македонска империја како што беше Александровата или Филиповата со сите негови претходни кралеви наречена Прва македонска империја, а втората пак беше наречена Византија, земајќи го претходното име од престолнината на македонските цареви Цариград, денешен Истанбул. Така да внесоа фалшлива историја пред светот. Феникиското писмо, кое потекнува некаде од околу 1400 години пред нашата ера, тие го зедоа од народот од Илион, односно Троја, а народот од Илион се венетите. Тие се од македонско потекло, што значи, ако ја погледате феникиската азбука, веднаш ќе ја најдете вистината. Едноставно и соседните држави, па и големите држави украдоа она што можеа, за да нас македонците не стават да сме нити на небо, нити на земја. Како што знаете, символот на знамето македонско, што се најдува и во цркви, на карпи и слично, како што беше и во Кутлеш, со 8 зраци, а и со 16 краци или зраци, тоа ја символизира Македонија. Со други зборови кажано, Македонија е збир или обединување на повеќе племиња, како што ги спомнавме, венетите, пајонците, пелазгите, скитите, бригите, илирите, тракиците и така натаму. Тоа го символизира македонското сонце, а тие племиња во една држава, каде и самите племиња се делеле на други пак подплемиња, затоа од 8 после преминува на 16 зраци. Меѓутоа, сите тие племиња кои првобитно беа 8, а потоа 16 племиња, нив ги обединувала вербата и култот во божицата мајка Маке, Дон и Ја и богот на сонцето Иле или Дзе. Но што се случува? Калерги, како што го спомнав неодамна, по татко австриец, мајка Јапонка, а тој роден во Јапонија, во 1919 година доаѓа во Европа и се поврзува во организацијата на ционистите за таму кои ги мразеле христијаните, поготово православните. А јасно е зошто. Затоа што и во нивната еврејска Библија Тора и во христијанската се препишува дека тие се народот Божји, каде имат изветоперено околу постанокот исто така на Христа и ред други работи. Клучот е токму македонскиот народ и христијанството. Не би сакала на таа тема да се задржам, но да кажам дека тој Калерги влегува во организацијата на ционистите и прави план како континентот Европа да биде само во него еден народ, а не како што се сега многу нации. Меѓутоа, под услов, главни мора да бидат ционистите кои ќе ги владеат нив и целиот свет. Тој прави и лого, што денешната Европска Унија на знамето ги има 12 звезди, кои пак кај нив означуваат 12 еврејски племиња. Тоа е и копија од македонците. Затоа, мои македонци, овие сакат нас за секогаш да не уништат, да не асимилираат, зашто голем срам ќе биде за нив што 2 века и повеќе светот го лажат со лажна историја. Затоа, веќе неколку пати напоменав да се подпишете на националната декларација што веќе се финализира со точките или јас би рекла 10 заповести што ќе бидат ставени во корис на Македонија и македонскиот народ. Зашто времето е кратко, према она што се шпекулира дека изборите ќе бидат во мај или јуни месец идната година. Подписите мора да се дадат во парламентот пред да бидат изборите. Верувам дека идната недела ќе ја имам декларацијата за да ви ја презентирам, но затоа пак вие сте вистинското оружје за да ја победиме неправдата и сатаната.
минути, последните минути на вечерашна наша програма. Би сакала да ви се заблагодарам за вашето ценето внимание, но со жилба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Не заборавете, 26. октомври е празникот Света Злата Меглинска, 27. петков ден повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничката богослужба. А вашиот уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.